Понекогаш ни се случуваат работи кои не плашат многу повеќе отколку што е нормално чувството на страв. Погледнете околу себе и ќе се согласите, верувам. Ни се вели дека годишно во светот умираат речиси 60 милиони луѓе. Околу 18 милиони умираат од срцеви заболувања. Речиси 10 милиони од рак. 1,5 милион луѓе умираат во автомобилски несреќи. Тоа е речиси 4000 луѓе дневно кои умираат во сообраќајки. Речиси 800.000 самоубиства за една година во светот. Дневно ни се вели во светот умираат околу 15.000 деца. Ако сето тоа го споредите со смртноста од COVID, можете да заклучите сами што е поубиствено. Патем, најголемиот помор во светската историја се случил во 14 век, кога од прилика 400 милиони луѓе кои живееле во светот во тоа време, 75 милиони умреле од чума. Треба да му благодариме на Бог што не сме дел од таа статистика и што ковидот е далеко од црната чума. А сепак, бидејќи мнозина во светот немаат надеж за вечноста, не го познаваат Исус како Спасител, немаат надеж после гробот, таквите сметаат дека е разумно да се загрижени заради смртта со која се соочуваат вака или онака, бидејќи ако смртта не е крај, тогаш се свесни оти ќе се соочат со Божиот суд. Прашањето е што е со верните. Како ние можеме да бидеме карпа за тие околу нас? Која е нашата перспектива? Дозволете да ви прочитам неколку стихови од псалмите. Господ им е тврдина на угнетените, крепост во време на невоља. Нека се надеваат на тебе оние кои го знаат името Твое, бидејќи не ги оставаш тие што те бараат. Го побарав Господа и тој ме слушна, и од сите стравови мои ме избави. Кон него погледнете и разведрете се, и лицата ваши нема да се посрамат. Несреќниот вика и Господ го слуша и го спасува од сите негови неволи. Ангел Господов се улогорува околу оние кои се бојат од него и ги спасува. Вкусете и ќе видите колку е добар Господ. Блажен е оној човек кој кај него прибегнува. Имајте страхопочет кон Господ сите праведници негови, зашто ништо нема да им недостига на оние кои имаат страхопочет кон него. Осиромашија, огладнеа богатите, а оние што го побараа Господа не ќе бидат лишени од секакви добра. Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во невоља. Затоа нема да се уплашиме, па макар и земјата да се разниша и горите да се срушат во срцето морско. И ако бучат и се креваат водите нивни, и да се тресат горите од жестината нивна. Речните потоци го веселат Божиот град, светото живеалиште на Севишниот. Бог е среде него, тој нема да се разниша. Бог ќе му помогне уште пред зори. Се збунија народите, се потресуваат царствата. Го пушти својот глас и земјата се стопи. Господ Саваот е со нас. Богот на Јаков е наше прибежиште. И само уште еден стих. Псалм 50:15. И повикајме во тежок ден. Јас ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. Ете таква заштита и ветил Бог на неговите чеда, нам. Бог ветува дека ќе не заштити и чува затоа што преку нас сака да ги исполни своите замисли. Забележете уште еднаш, ветувањата се за тие кои веруваат. Ако имате Библија, отворете ја во Евангелието според Матеј во 6 глава. Тука Бог дава ветување на својот нов народ, на тие кои поверувале во Исус како Спасител. Читаме од 6 глава 25 до 34 стих. Затоа ви велам, немојте да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото, во што ќе се облечете. Зар не чини вашата душа повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат ниту предат. Но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако полската трева што денес ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува. А колку повеќе ќе стори за вас, маловерни? Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, зашто сето тоа го бараат незнабожците. А вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда,
И се ова ќе ви се придодаде. И затоа, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. Во овој текст Исус 3 пати вели да не се грижиме. Ако го погледнете оригиналниот текст, тој може да се преведе и од прилика вака: не грижете се, престанете да се грижите и не започнувајте да се грижите. Ако се грижиш, престани. Ако не се грижиш, не почнувај. Па зошто толкова грижа за животот ако му припаѓаме на Бог? Зошто се грижиме за привремени работи, храна, облека, пијалок? Не грижи се за привремените неопходни работи. Ти си дел од Божјето царство. Ти си Божје дете. Тој ќе се погрижи ништо да не ти недостига. Додека го вели ова, Исус веројатно покажува кон небото и на птиците кои летаат, па вели: ајде, погледнете ги нив. Зарем не сте повредни од нив? А тие се и најадени и напиени. Ги храни и пои небесниот татко. Погледни ги цвеќињата во полето. Поубави, поделикатни, во се повозвишени од најубавата облека што човек да ја направи, па дури и за цар. Сега, ако Бог ужива да ја дава убавината и на нешто привремено како цвет и трева, зарем нема да се радува да те облече и тебе? И затоа вели: о, маловерни. Ајде да појаснам. Исус не промовира лежење и чекање Господ да ни донесе храна и да ни донесе облека. Да, Бог навистина ги храни птиците, ама тие ја бараат храната. Не дремат на гранка и не чекаат некој да ми ја донесе. Забележете колку време поминуваат барајки храна. Бог им ја обезбедил храната, но тие треба да работат за да ја добијат. Кога некој човек ќе носи храна на птица, најчесто птицата е заробеник. Ако Бог се грижи за птиците, смееме ли да кажеме дека тој се грижи помалку за нас? Треба ли да трупаме храна за да ни се најде? Оти кој знае, ако Бог престане да дава, ќе изумреме. Зошто ги забораваме Божите ветувања и наместо да се фокусираме на фактот дека Бог се грижи за нас и со тоа да имаме радост, ние се грижиме постојано? Зар не сте вие многу поскапи од нив? Вели стих 26. Забележете го аргументот. Оди од помалечко кон поголемо. Ако Бог се грижи за птиците, зарем нема да се погрижи и за тебе? Животот ни е дар од Бог, нели? Ако Бог дал живот, тој го поддржува тој живот. Ако Бог ми дал живот, ќе ми даде и храна за да го одржувам. Па тога што треба да направам јас? Библијата вели секојдневно да му благодарам. Во таа иста 6 глава во 11 стих пишува: левот наш насушен дај ни го денес. Тоа треба да го барам. Тоа е она што ни треба. Понатаму, во 27 стих зборува за нашиот живот и здравје. А кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Буквалниот превод или во некои, дури и во наши преводи има: а кој од вас може, грижејки се, да си го продолжи животот за еден час? Денешниот човек е обседнат со здравјето. Обседнат е со изгледот. Може би стравот од смртта и стравот од тоа што иде потоа играат улога во минувањето огромно време во грижа за телото. И само по себе тоа не е лошо. Бог ни го дал телото и имаме одговорност да внимаваме на него. Но на крајот на краиштата, колку ќе ти трае животот, зависи од Бог. Онај збор што Исус го користи, хеликија, буквално значи животен век. Исус вели: не можеш, грижејки се, да си го продолжиш животниот век. Всушност, знаеме од медицината дека грижата го скусува животот. Господ Исус не заборава ниту на нашиот изглед и облек. Стихови 28 до 30 што ги читавме. Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските квинови како растат. Не се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако полската трева што денес ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе ќе стори за вас, маловерни? Ако имате градина, штом тревата се исуши, ја собирате и ја палите. Не трае како дрво, не расте со години. Ако Бог значи се грижи за толку минливо нешто како трева и полско цвеќе, зарем нема да се погрижи и за тебе ти да бидеш облечен како што треба? Мислам дека поуката е јасна. Бог е твојот татко, а Бог таткото се грижи за своите. Исус постојано повторува од 26 стих натаму: вашиот небесен татко, вашиот небесен татко, вашиот татко на небото. Тој е верен.
Тој ќе ги задоволи твоите потреби, подобро отколку најдобриот земен татко. И ако се сомневаме во тоа, го правиме гревот на неверувањето, и како што пишува во 30 стих, и ние ќе бидеме наречени маловерни. Бидејќи немањето вера е грев. Недовербата во Бог е грев. Треба да ја разбереме неговата љубов, неговата грижа, неговата сила и моќ, да ги разбереме неговите способности и да ги разбереме и прифатиме неговите ветувања. Значи, првата работа што ја кажав е дека грижата е грев, бидејќи покажува оти немаме верба во таткото. Погледнете го пак 31 стих. Па затоа не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме, или во што да се облечеме, зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Второто што го читаме во овој текст. Бог вели да не се грижиме, оти тоа е штетно за твоето семејство, за духовното семејство. Ти не си безбожник, ти не си дел од царството на темнината, не си аутсайдер. Сето тоа, вели, буквално, со сета сила го бараат безбожниците. Тие живеат за тоа. Луѓето надвор од Божјето царство живеат за јадењето, за пиењето, за облеката, за изгледот. Оставени се на сами себе, макар да и тоа не е сосема точно. Бог во својата добрина и милост, во своето провидение, и на таквите им дава сонце, дожд, храна и многу работи кои им се потребни за да се одржат во живот. Да не заборавиме, секој жив човек на земјата е поддржан од Бог, инаку ќе го снемаше. Бог го поддржува животот во се, од најмалиот инсект, од најситното растение, па се до човекот. Тие имаат добри работи во животот само заради општата Божја милост. Но никој од тие кои не му припаѓаат на Бог не можат да тврдат или да бараат од Бог да му даде нешто бидејќи е негов татко. Оти тој не е тоа. И можам да разберам зошто луѓето во светот се фокусираат на тие нешта. И до некаде имаат и право, бидејќи тие самите се своји заштитници. Самите мораат да се грижат за храната, за пијалокот, за облеката, за животот. И ако му служат на сатаната, тој е суров господар и тој не се грижи за своите поданици. Во Библијата читаме дека секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа само од Господа. Кога сам мораш да се грижи за се, на крајот завршуваш како роб на парите. Слушнете што пишува во Матеј 6:24. Никој не може да им слугува на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамон. Неверните луѓе го направиле изборот. Нема да му служат на Бог, ќе му служат на парите. Парите стануваат врховниот Бог, па затоа да ги стекне, да ги сочува и да ги троши, човекот ќе направи се. Ете зошто луѓето бираат богатство пред Бог. Оти немаат надприроден заштитник. А ти и јас, ако велиме дека сме верници во Бог, не смееме да сме како светот. И затоа постави си го прашањето: дали се сочувам со животот како верник, како дел од Божјето семејство или како паганин, како безбожник? Кога нештата стануваат несигурни, кога имам тешкоти, како реагирам? Со страф и сомнежи, како се да зависи од мене, или реагирам со уверување, бидејќи знам дека Бог држи се во своите раце? Апостолот Павле во 2 Коринќаните 4:18 напиша: зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, а невидливото е вечно. Кога сите бараат видлива поддршка, бидејќи тоа е се на што можат да се надеваат, ние сме задоволни и се подпираме на невидливите средства за наша поддршка кои ни ги дава Бог. Поинаку кажано, грижата или предпоставува дека нема Бог, или дека Бог не се грижи за мене, или дека има Бог кој се грижи за мене, но не може да помогне, бидејќи е немоќен. Значи, или Бог не може да го види проблемот, или не е заинтересиран за него, или нема сила да направи што и да било. Ама овој текст не го вели тоа. Таму пишува: а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Уште повеќе, на крајот на стих 33 вели: сето тоа ќе ви се придодаде. Бог се грижи. Бог ги знае моите потреби и тој е оној што ќе ги обезбеди.
Прво рековме дека грижата е грев. Од 25 стих натаму разбравме и можеме да кажеме не грижи се, кога знаеш кој е твојот татко. Потоа рековме дека стих 31 објаснува не грижи се заради семејството, Божјото семејство во кое се наоѓаш. Ти не си безбожник, ти не си надвор од царството, ти имаш дом, ти имаш и татко. И доаѓаме сега до крајот, до 34 стих. И затоа немојте да се грижите за утре. Зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. Мудро е да размислуваме за утре. Мудро е да штедиме за утре. Но не заборавај дека Бог е Бог и утре исто како што е денес. Во Плач Еремијин 3:23 вели вака: По милоста на Господ не загинавме наполно, бидејќи милосрдието негово не е пресекнато. Тоа се обновува секое утро. Верноста негова е голема. Господ е дел мој, ми вели душата, па така на него ќе се надевам. Зошто да се грижам кога Божјата милост е нова секое утро? Верувам дека ќе се согласите оти грижата е моќна сила. Лесно може да ти украде радоста. Лесно може да ти го одземе мирот. Лесно може да ти го уништи сведоштвото пред другите. Има такви кои се толку посветени на гревот на грижата, што ако немаат зашто да се грижат денес, ќе почнат да барат причина за грижа утре. Во нашиот народ тоа се вели многу арно, не е наарно. Господ го забранува тоа. Твојата иднина е во неговите раце. Твојата иднина всушност е во целост негова. Без него ти воопшто и немаш иднина. И затоа вели Библијата, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. Не ги туркај стравовите во иднината. Бог ветува сила за секој нов ден. Неговата милост е нова секое утро. Некој рекол, да очекуваш да се случи нешто лошо, значи да го дуплираш проблемот без да имаш благодат да се справиш со него. Штом проблемот уште не се случил, Бог не ти е дал благодатта што ти е потребна. Стравот е лажба. Стравот ти шепоти дека иднината не е под твоја контрола. Ова е случај кога сатаната лаже дури и тогаш кога ја кажува вистината. Да, на вистина, иднината не е под моја контрола, ама таа е под Божја контрола. Не грижи се за утре. Утре ќе се погрижи за себе. Денес имаш доволно проблеми. Решавај ги со Божја помош. А Бог и утре ќе биде со тебе. Во Евреите 13:8 читаме: Исус Христос е ист вчера, денес и за секогаш. Не си ја уништувај сегашноста со грижа за иднината, бидејќи така ќе изгубиш и радоста и сегашноста. Остави ги дека се грижат безбожниците. Тие немаат заштитник, тие немаат ветување. А ти и јас не сме духовни сираци. Не сме духовни бездомници. Имаме дом, имаме татко, имаме сите негови ресурси, сите негови богатства кои тој сака да ги сподели со нас. Бог не сака и се грижи за нас. Тој ја исполнува секоја наша потреба. А се што тој бара за возврат да го сакаме, да му бидеме послушни, да му служиме и да не се грижиме, бидејќи грижата е показател дека не му веруваме. И затоа стих 33 е заклучокот на овој текст. Но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. Ова е исто како и во молитвата Оче наш. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Ако го бараме тоа, ќе ни бидат додадени сите наши телесни потреби. Затоа се што ти треба денес и се што некогаш ќе ти треба во иднина, ќе ти биде дадено. Во текстот што го разгледувам има 3 негативни заповеди: не грижете се, и една позитивна заповед која вели барајте. А што ја брка? Што ја изгонува грижата? Тоа кога на прво место ги ставаме Бог, неговата слава и неговата праведност. Ако сме послушни верници, ако имаме доверба во него, Бог ќе ни ги даде небесните благослови. Сега е време сите ние кои велиме дека сме верници да ја покажеме нашата доверба во Бог. Ајде да му дадеме слава на Бог, нашиот татко, на нашето семејство, Христовата црква, и да му благодариме за сите ветувања што ни ги дал за иднината.